Океј, драги мои пријатели и пријателки, да ви кажам добро вечер. Добро вечер! Еј, ма чекај, утро е. Добро утро. Пладне. Добро пладне. Нема за пладне. Океј, драги мои пријатели и пријателки, заедно со другар ми Дали од една страна и вештачката интелигенција од друга страна, која треба да ми шепне ако нешто сгрешам, ве воведуваме во уште една колумна на Слушај вамо. Што има да слушаме? Ништо не слушате. Ние камо да слушавме, знаеш што ќе бевме? Да слушаше само уште од времето ние не држава и пол ќе бевме денеска и покрај сите премрежја. Арно, ама ние доста голем дел од нас од овој народ сака да му слугува на север, на исток, на југ, на запад. Затоа сме кај што сме. Да тераш добар дил со сите е паметно, но на подолга патека не обстанува. Многу минав ќе го спомна Тито, колку паметно играл и со исток и со запад и како заврши. Значи, нема, светов е така поставен, или си со тој и тој, или не си со тој и тој. И завршија таа приказна, нема после премислување. Не знам сега, ние политички сме определени на запад уште отпред самостојувањето. И сега одеднаш, ај да тераме, не одеднаш, сега, последниве 10 години, ај да тераме со исток, со овие, со оние. Луѓе, too late, too little е. Дај сега ова што го имаме да го направиме што е можно подобро. А со нив да играме најдобро што се може, ако сме паметни. Еве го, и Вучич така играше, како му е сега ситуација, иди пробај да платиш со картичка и стои на нашиве Лукойл пумпи заради американските санкции. Никој не очекуваше дека во 2025 година санкции ќе се воведат, но се воведа. Не се. Мене ми е сега малку едно согледување од како спласнаа сите работи во врска со власта во Македонија. Имено ВМРО ДПМН, тоа го кажавме, не треба да го повторуваме, ви се допаѓале или не, навивате или не, факт е дека е ова историски успех. Не се памети ваков успех во историјата на Македонија во политичкиот живот некој толку да освои председателски, локални повторпат и изборите за парламентарните избори за собранието, парламентот, бла. Океј, апсолутна власт, ама апсолутна одговорност тоа носи. Ја искрено не би сакал да сум оваа власт. Значи, дури и да не сгрешиш, дури се добро да направиш, ако падне метеор, буквално, еве, Атлас се сврти, реши и ќе падне во Македонија и кратер ќе направи. Кој ќе биде крив? Власта ќе биде крива. Зошто ќе биде крива? Оти не го спречила. Како да го спречи? Не ме интересира. Јас сум гласал, твоја работа и ти треба да го направи. Значи, гласачите и народот се апсолутно легитимни да во своите барања бидат апсурдни. И врз основа на абсурдност и нелогика ние имаме сега јака опозиција во обликот на левица. Но што ми е клучно мене сега во врска со тоа што победи ВМРО на локалните избори со 53-54, више не се ни пребројуваат колку градоначалници се, туку Орце. Како победил Орце, зошто победил Орце, имал гласови, немал гласови. Знаеш како, и баба да имаше едно таше, ќе ја викаа дедо. Тоа е тоа. Да, може би требал, може би, знаеш, заради поголем чалам, заради поголем авторитет, малку повеќе глас. Но нема проблем. Предизвикајте криза, нови локални избори, идеме повторно. Ја да сум сега Мицкоски, ја ќе им наречам вака гавази, говеда една, сеите тука, идеме на локални избори, идеме на парламентарни избори. Еј, шефе, ама не треба, јаки сме, ово, она, не. Терај.
Тереј и да се изгуби, тереј. Тереј, затоа што ароганцијата на опозицијата крајно не соодветствува со нивните резултати. Имено, СДСМ, нивниот малски чалам, ја не знам на што го базирате. На што го базирате? Народот не ви даде поддршка. Ни на локални, ни на парламентарни. И не ви е јасно што треба да направите? I don't give a damn што ќе се случува и како ќе правите. И тоа е нивна работа. Ја нема да расправам за нивните кого ќе избрале, дали избрале. Да сум Мицкоски, ја би бил среќен Филипче да остане. Ваков противник да го имаш, 6 мандата ги возиш глад. Но ако изберат некој добар, способен и докажен, окей, Фрчковски има добар курч. Курна се. Како им го спопика? Политика не е спопикуење. Политика не е дуели. Мене ме знаете доста долго време, ја дуели не сакам. Ја не се појавувам, не поканувам луѓе на дуели, затоа што толку е ретардирано и неќам сега да го образложу, но стварно нема логика, ништо не се добива. Тоа е едниот да навива на другиот. Преку еден дуел никој не си го зголемил водството на рейтинзите. Има една работа, само да запамтите. Рейтинг од пред година дена е истиот и после година дена. Рейтингот паѓа многу тешко. Ова ми го кажувал професионалец кој ми одржа еден час по што е тоа рейтинг, како се мери и колку трае. Потребен е таков невиден скандал од навистина светски рамки за да рейтинг нечив падне. Партија, личности и така натаму и така натаму. И тоа е многу малку. Затоа година дена претходно се знаат резултатите, се знае што ќе биде. И сега кај ја терам водата на која воденица. Имено, дојде Орце и заира метлата. Мојот колега Чавес со метла се појави. Тоа е добра символика, така и треба. Метлата не само што исчисти центар, контейнерите, Скопје, тие пак ќе се наполнат. Работата е дека она наталожено се расчисти и сега ќе може редовно да се одржува. Тоа е клучната работа. Орце не може да ни иде по куќи и да ни чисти. А Скопје не може. Мислам, само Господ треба да дојде со некоја своја надприродна моќ, па да го направи онака како што ние замислуваме совршено чист. Не може. Прво, ние имаме лош ментален склоп. Скопјанец, дали е дојден или е роден, фрла ѓубре низ од прозор. Ама затоа, кога ќе отиде у прва европска држава, вака, пола саат пред контейнер стои пластично чавче, хартивче, стакленце, чавче, хартивче, пластиче. Македонец кога вози кола, пикавецот низ прозор. Ајбе, види го од Прешево натаму дали тоа ќе го направи некаде. Затоа што пријател мој вика, чалам се забора, отворен прозор, навлесу Загреб, пред Загреб, и само роте, пиу. А не, вика, после едно 100-200 метри ме запире полиција. Добар дан, госпон, молим документа, повелете ово, ви сте направили прекршај, имате 300 куна, еура или што ти ја знам. Како не, што ово, бацили сте пикавац кроз прозор. Нисам, македонец одма прво лаже, нормално. Камера, пресретнувачот од позади го снимил, испреќа напред, не се занимаваат они сега брканици ги врави, тоа застане тука. Вика, како се искешира.
Ама овдека да го фатат 300 евра казна, а треба казна. Па тоа има да ја преварти цела држава, има да го најде перо од свирипичино, кој ќе му се јави на шефот на полициска Долнодупени, да преку него, да Стојко Мојов од Маđари му забрка работа, у МВР да му ја искинат пријавата. И тоа ќе биде со литри ракија, со јавување, со заканување, со матери, се ово, и така натаму. И тоа само у Македонија постои, у Македонија функционира. Ние сме учени секдека мито да даваме и да примаме. Да, дечки, 100 грама кафе фал, ама што е тоа 100 денар? 100 грама кафе подадеш ли, тоа е мито. Кога ќе имаш на располагање милиони, тогаш, значи, кога на ситно крадеш, камо ли на крупно што ќе бидеш. И после се чудите, вакви биле политичари. Не, политичарите се исти ко нас. Не се дојдени од Марс. Тоа е истиот менталитет. Кога и ние ќе го смениме. И сите викаат од главата почне. Не бе, брат, од нас почне. Од нас почне, верувајте. Ние дур не се го смениме менталитетот и дур прекинеме, не прекинеме со тоа. Што? Он не прави така, не правам ни ја. Значи, додека не си го вродиме тој срам, дека фрлањето ѓубре во контейнер, за мене лично, без оглед, ја у контейнер ги фрлав ѓубрињата, ама се терав на сила. Знаеш како ми идеше онака на купот да ги фрлам околу контейнерот, кај што намерно ги фрла за да создаваат слика овој бил виновен или оној. А заборавивте и палењето на пожарите на депонија, тоа го заборавивте. И сега кога дојде, кога ги собра, кога ги подбра, кога ги натера, значи можело, а? Бидејќи не убедуваа дека Скопје се дави у лајна, у ѓубре, у стаорци, затоа што немало, не можело. Јанко бил крив, многу јадел бурек. Па слушај вамо. Еве можело. Сега што правиме, но брзо ова се заборава, брзо се заборава, и сега сакаме секое ново, и сега ќе сликаме секој 2 сати ќе сликаме како некој ќе фрли ѓубре. И сега, вика, добра идеја. Дај бе опозиција, дај бе ќе фрламе ѓубре околу ова и ќе викаме Орце не го исчисти. Не поминува. Не поминува. Не кај мене не ви поминува оддамна. Не поминува кај прост народ на кој мислите дека можете да го заебете. Ете, тоа е целата работа. И сега, една голема работа, ова со рейтинзите, сакам да се навратам на една ситуација, може би е некоректно од моја страна, но ќе го кажам. Во февруари месец видов фотографија, февруари или марта, видов фотографија Орце Ѓорѓиевски, тогаш како градоначалник на Кисела Вода, на состанок со раководните и главните лица на Лимак, сликан во подземниот булевар. Значи, ја тука живеам. Тоа е, како да ви кажам, на 20 метри. Ја секој дел од процесот на градење го следев. И прво што се направи откако се направија темелите, ја тоа го имам сликано, се качував на хотел Лимак, одозгора ги сликав пред да се покрие. Значи булеварот таму стои. Он е направен со столбови, како во Франција делува, ќе биде супер и така натаму. Целиот проблем е со кружните текови. Влезот и излезот. Какви треба да бидат тие кружни текови? Коце се сеќавам кога беше градоначалник, зборев со него во емисија, тогаш му правев интервју и ми кажеше дека многу го секира затоа што изградбата на НЛБ најверојатно скратила голем дел од можноста да биде тоа кружен тек. Но он рачунаше на 2 кружни тека, а новиот план покажува еден голем кружен тек, така во една елипсоидна форма, што ќе биде доста интересно, а ваму кај подвојнакот, кај МВР од другата страна, кон исток, таму ќе има 2 помали, но исто големи, нели, доволно кружни текови. И ова јас го знам, затоа што сум ги видел плановите, не сега јас сум нешто Джеймс Бонд, едноставно ми се погодило да го знам. Се интересна работа. Што ви кажав? Што ви клика? Има некој? Зошто
одговорните од Лимак разговараат со Орце Ѓорѓиевски. Зошто не со Јанко Илковски? Зошто не со Данела? Зошто не со Шилегов? Зошто не со Апасиев? Уште тогаш и они како компанија, пази, сериозна компанија, не си тера само бизнис. Она мора да предпостави каква е и климата. Политичка. Зошто? Ако дојдат комуњари, комунисти, леви, тоа значи реке, тоа значи закочување, вие сте капиталисти, поголеми данъци. И тоа се планови. И тоа е план А. Ако бидат овие демохристијани, план Б е помали даноци, по-либеро, повеќе стимулации за инвестиции и така натаму. И сето тоа се ја карикирам малце. Значи, они знаеле со кого си имаат работа или ВМРО ДПМН и Орце многу добро знаеле на интерните анкети кој води и за кого ќе се гласа. Пазете, они се со децении. Исто и СДСМ и сите. Дневните аналитички центри знаат кој ќе биде, што ќе биде и како ќе биде. Во јули месец, кога се објавува за Орце, ја знаев дека Орце ќе биде. Знаев пред година дена, на 13 ноември, на прославата, знаев дека ќе биде Орце, на говорот на премиерот Мицковски, кој го памти тој говор, окей, ја бев присутен таму, знам што кажа и тогаш му се обратив на Орце и викам честито. Што? Викам за тебе збореше човекот. Зошто е добро што е Орце? Затоа што е човек од доверба на владата, затоа што е докажан работник како градоначалник на општина Кисела Вода, а довербата е потребна затоа што многу пати големи инвестиции дадени во градот завршуваат во туѓи џепови. За сувиот опстанок на ВМРО ДПМН, за суштествениот опстанок на Македонија, многу е важно парите што ќе се вложат да се бидат стварно вложени, а не украдени. Совршена земја нема, дури ни Швајцарија, но има процентуално огромна разлика измеѓу едни, други и трети. Не се сите исти. Ја тоа одговорно го тврдам. И фотографијата. Не со Мицковски. Мицковски е главниот играч во он е на тронот во овој Game of Thrones. Туку сликата министерот за транспорт и врски и вице-премиерот заедно со Орце Ѓорѓиевски. Зошто? Клучниот играч преку кого идат најголемите инвестициски средства за вложување во инфраструктура, идат преку Министерството за транспорт и врски. Министерството, Александар, кој за овие година дена покажа дека прво не му лепи ручето, второ дека сака да работи и да прави, иначе зошто би го земал коце, и дека огромни пари со огромна доверба се дадени како последна шанса од Унгарија, од Обединетото кралство, особено од Обединетото кралство, преку 5 милиарди долари. Сега, знаете што значи ова за Македонија? Кој им даде на овие шупци таму на Балкан, тие Централна Балканска, таму бугаро-македонци, шо ли се? Британците им дадо. Колку им да? 5 милиарди. Кој бизнисмен нема да се замисли? Не, ќе рече, бегај од таму. Кај што вложуваат британци, ние не идеме. Бре, проверете си малце. А и британците, јас се прашувам дали нив им текнало или ова прокси на Трамп за благодарност, ама да не игра Америка директно, затоа што на вратки и рипнат уште 100 ајвани како нас, а им даде на нив, дај ни и нас. На британците никој не им писнува во целава приказна. Затоа имам голема надеж дека проектите ќе бидат направени. Не се согласувам со секој проект, но се согласувам со се што прави промена кон подобро во овој град. Апсолутно. И ова не е само локални избори. Ова е општиот прогрес на целата земја.
Пак ви велам, мразете ги, сакајте си ги. Да, македонецот покажа дека опозицијата сака јадење. Тие сте, ние ќе ве апсиме, ќе ве бесиме, ќе ве ова, ќе ве она. Интересна работа, како Фил Руш на цело ова, одеднаш, ја имаме пад во кариерата од 2016 наваму, кога почна шарената револуција, дури и мојата публика која уцвика од СДСМ, од Сорос и од Чарените, и нормално, Јанко беше крив, Јанко свиња дебела, ваков, таков и така натаму. И сега во последно време гледам пак истите реченици, ама од некои други активисти. Овој пат од левица, кои буквално со истата реторика. И сега навредите, види, јас сум веќе во позни години, броени години, кариера и живот, тешко можеш мене да ме погодиш. Но ми е интересно сега симптоматично од каде доаѓа. Бидејќи реториката е потполно иста како на шарената револуција. Шарената револуција немаше случајна реторика. Тоа беше, се знаеше. За Латаз вака ќе јадете бурек, за Јанко вака ќе јадете бурек, за овој вака ќе јадете бурек. Значи, они го викаат детронизација, уствари тоа беше мобинг, општ јавен мобинг во име на демократијата. И ја нормално си го спуштав, ја спуштав емисијата, се спуштав со својата популарност, отидов на маргинална, на локална, не локална, ама да речам помала телевизија. Раатот ми беше мене поважен. И одеднаш гледам со истите реченици, што јас ги памтам од пред 10 години, чувената Наина, ваша популарна, многу фина, екс-другарка на Бетмен, кој кога падна ВМРО одма го заборави, љубителката на Боки, и креаторот на мојот слоган и слоганот на шарената Јанко свиња дебела, и се враќаат истите реченици со истото. И тоа, пазете, дури немам ни некој навредлив статус да сум објавил за левица. Но фанатизмот, секташкиот фанатизм е потполно ист како кај Сорос, како кај шарената револуција. Така во овој момент. Левица можеби не е така структурирана, но во овој момент незе и треба што е можно поголема поддршка. А оваа шарена револуција која повеќето отидоа да флипаат бургери низ Европа, сега им се најде како добро, со надеж дека можеби Трамп ќе падне, па некои европски фондови па ќе се пушти, па пак ќе капне. И ја викам, добро, зашто викам? Од каде им е целава приказна? Што па јас можам ним да им бидам интересен? И сега да ве префрлам малце, отидов случајно го погледнав, бидејќи ја не монетизирам, ја нема реклами на моите профили. Ја не заработувам. Ја глуп сум пари да направам. Што год да ви зборат други, ја мене не ме бива. И викам да видам сега што е работа и доаѓам до она инсайт на Facebook да дзирнам што се случувало со рейтингот мој. Последниве неколку месеци ја имам скоро 10 милиони прегледи. 10 милиони прегледи. Септември, октомври, еве. Што е работава? Пардон, од август 16 до ноември 13, еве 3 месеци. Ова е за мене фантастична бројка. Е, тука е одговорот. Ги немаше затоа што бев повлечен, не правев ука-бука, на кабелска бев шиканиран, да не може да се следи, и тоа е демократски, многу лепо, одлично, само да го нема дебелото. Али се вратила популарноста. Народот повторно се враќа на мојот профил. Ја не правам ништо поразлично. Тоа е стихија на јавноста и публикумот. И сега, они мислат дека со нивните напади на мојот профил мене ме понижуваат, мене ме навредуваат. Они навредуваат публиката која мене ме почитува. Јас имам
само на едниот профил 70.000 следбеници. Не е ова некој фалење, пак би реков, ја немам никаква материјална корист од тоа. Но политичкиот моментум во моментот на курназлакот кој се спроведува на подолг рок им се удира од глава. Како? Како лани на парламентарните избори, како пред месец дена на локалните избори. Ете, тоа е тивкото мнозинство. Не се заебавајте со народ што е мирен, семеен, спокоен, што работи, што не иде да хејта и да држи говори на овој или на оној, ваму или таму. Приберете се за ваше добро. И баш како што ми викате, бидејќи ми викаат, немој да си зборел ова или она. Ало, во демократија ти мене се обидуваш бе таксист, бивш таксисти од Њујорк, таму во Америка, да ми држи лекции како сум требал јас да работам, дека тоа било лошо, он требал вака. Таксист, знаеш, кој ќе влезеш у такси и ти збори за фудбал, за економија, за геополитика, све знае. И па јас си го правам у своја прчија. Ја не мора никој кај мене да влезе. Али доаѓа лекција да те држи. И тоа е конфликт, тоа е проблем, тоа е ментален комплекс, затоа што ситуацијата им е многу се клати и не е стабилна. За разлика од ВМРО-ДБВН, кој има бетонирано членство, кој симпатиите ги освои кај неопределените со работа и со честност. Не можеш да му измислиш. Стварно треба некој да украде за да го фатиш и да кажеш дека денеска да кажеш дека некој краде, а имаш некој полу доказ, не поминува. Тоа поминува кај твојата ура публика. Затоа верувам дека многу долго го направив ова. Колку заглавив? 27 минути. Неке можам по трансфер да го испратам кај мој. Толку беше за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Вечерва. Ја не знаете колку го правам? У 5:30 са бајле. Зошто? Шо има бумер бе попаметна работа од што да прави подкаст. Ајде.